Која сега е процедурата? Ете имаме нели среќа што сепак нема никој кој што е настрадан во оваа целава ситуација. Што понатаму со ова дрво? Токму прашање кое што треба почесто и почесто да си го поставуваме, односно да го одговораме сите заедно, и благодарам до вас медиумите што ќе дадете можност повторно да укажеме на граѓаните дека при опасност, конкретно при ваква опасност, слободно можат да завадат на бројот 112, потоа дежурните оперативни работници во Центарот за управување со кризи ќе го проследат тоа до нашиот сектор за операции и координација, буквално со конференцијска врска во моментот додека се зборува, практично и колегите ја примаат информацијата која што истовремено и се запишува, имаме и локација од каде се јавуваат граѓаните и потоа тоа се спроведува до комуналните предпријатија, конкретно до јавното предпријатие на град Скопје Паркови и зеленило, сектор за дрвореди, и тие, на пример, вчера, после завршетокот на невремето, веќе во 18 часот и 15 минути, последните сечени со моторна пила делови од паднатото големо дрво ги ставаа во нивниот камион и го исчистија патот. Полицијата го обезбедуваше, но за среќа има алтернативни улички кои што овозможува премостување на оваа делница на Симеон Кавракиров во Мичурин во аеродром. Кои се останатите локации кои што добивте исто пријави во текот на вчерашниот ден, но исто и како што напоменавте на самиот почеток, дека нели тоа се пријави кои што еве и ден денеска уште траат? Токму така. На 112 единствениот број за итни случаи во ЦУК во содејство со секторот за операции и координации на Центарот за управување со кризи се решени повеќе ситуации, би издвоил оние што биле и животно загрозувачки. Односно, на пример, добиена информација вчера попладне дека во село Говорлево на местноста Брезовец е скинат кабел од струја кој што висел и се тркалал опасно по патот, можел да повреди или пешаци, или пак луѓе во возила. Веднаш од регионалниот центар за управување со кризи Скопје, значи од ЦУК, е известена надлежната локална самоуправа и екипите од ЕВН, и опасноста е одстранета за оптимално брзо време. Кога велиме оптимално брзо време, треба да знаеме дека треба да се мобилизира, да дојдат екипите, содејство да има, да се исклучи струјата и така натаму и да се санира ситуацијата, односно да се отстрани опасноста, како што велиме ние safety first. Не само безбедност за граѓаните кои што се од таа опасност погодени, туку и безбедност на екипите кои што работат при отстранување на опасностите. Покрај оваа информација на улица 191 во Горно Лисиче е пријавено дека се скршила бандера која што буквално висела само на каблите. Каблите секако се силни, можат да ја издржат, но при налет на ветер може и да се скинат, а тоа било на двор на семејна куќа и постоела голема опасност ако се скине струјата да повреди некого. Од страна на регионалниот центар за управување со кризи се превземени сите мерки и екипи од ЕВН и други екипи од локалната самоуправа отишле на лице место и ја санирале состојбата.